Денешната епизода ја правам на една локација која што многу пати до сега сум ја споменал, а тоа е новата локација е нов ресторан во оваа област во Сент Пол, која што е доста атрактивна туристички. И овде се наоѓа и еден ресторан, се наоѓа еден нов ресторан, што е дел од базенот кој што го споменувам како спортски центар назад неколку епизоди, кој што се градеше 2 години, се сруши, се гради со пари од Европска Унија, чини 3 милиони евра, ќе видите зошто чини 3 милиони евра, конечно се отвори, а се наоѓа во една локација на едно место каде што, ај сега те замолам да свртиш, на едно место кое што 4 години поред еден друг ресторан, пак Тарагон, тоа е тој таму што го гледате сега, што ресторан кој што 4 години поред од TripAdvisor е прогласуван за најдобар ресторан во Малта. И да не заборавам, сепак, само да повторам, дека и покрај тоа што сум овде, во овој нов локалитет, и покрај тоа што ви го кажав тоа за Тарагон што го јовте пред малку, дека 4 години поред е прогласено за еден од најдобрите во Малта, оваа година приматот, шампионското место, најдобар ресторан и тоа во најмонденското место на островот во Сјема е прогласен нашиот, македонската гордост, Гурмет. Тоа сигурно се сеќавате на онаа епизода која што беше посветена токму на таа награда. А само уште една мала дигресија кога сум веќе на оваа локација во најава на денешната епизода. Од Кире и Филип се очекува нешто уште поспектакуларно покрај македонската кујна, медитеранската храна, а тоа е за 2 до 3 недели максимум новиот ресторан кој што ќе биде исклучиво морска медитеранска храна. Тоа сите го очекуваме, нормално, и ќе бидеме и ние дел од тоа отварање. И се надевам дека следната година ќе биде токму во трка повторно со најдобрите на оваа тема централно-медитерански. Дечките се супер и тоа е уште еден доказ дека не бива да бидеме секогаш во врвот каде и да сме во светот. Сега се враќаме на денешната тема, а денешната тема ја најавив уште минатата недела. Шампионскиот тим на Македонија, која што го освои првото место во лигата и веќе влегува во првата дивизија од следната година. Дечките, македонците, успеа низ цела сезона да постигнат најмногу голови, да освојат најмногу бодови и да бидат први да го кренат шампионскиот пекар минатата недела. Тие ни се гости во денешната епизода. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started.
Umorno je ova nebo onoga što me gleda. Сите звезди гаснат, само една не. Имавте најдобар фудбалер, најдобар голман, повтори ми ги сите. И кои беа тие? Имавме најдобар голман Владимир Богдановски, најдобар стрелец Филип Јанковиќ, најдобар менаџер, најдобар тренер Денис и најдобар играч бев јас прогласен. Секој по заслуга, сите заслужија, сите се боревме, сите игравме. Како ја цениш твојата позиција? Затоа што да видиш најдобар играч прогласен на една лига не е мала работа, да видиме искрено. Значи ти си Меси во вашата лига. Па имаше доста добри играчи, добра конкуренција беше. Имаше прогласување, имаше гласење од сите екипи, сите играчи гласа, ме изгласаа мене и тоа е тоа. Како очекуваш сега во следната лига? Како ќе биде тука конкуренција? Конкуренцијата е многу голема сега. Сега имаме не еден, не двајца, имаме доста добри играчи кои се бават и професионално во таа лига, кои доаѓаат да се унапреди лигата. Организаторот ја има и таа цел. Најголема конкуренција Спартан Србија, италијанската екипа што игравме сега последната утакмица со нив, али добра сезона, момците беа добри, се изборивме до крај. Последната утакмица беше многу тешка, али ја победивме и освоивме прво место. Да би се вратиле сега назад, каде би ги подобрили работите, каде би направиле нешто повеќе за да не беше така страшно до сам крај? Каде би подобриле? Во одбраната. Највеќе правиме грешки со измените, примаме многу ефтини голови, после е многу тешко да се вратиме, имавме такви 2-3 утакмици на наши грешки, 5-2 губиме, на крај се враќаме 5-5, 8-4 губиме, се враќаме 9-8, тие се едни од работите што треба да ги смениме за следната сезона. Значи вие не сте типично македонски тим кој губи и готово, пропаѓа све, туку се враќате. Не, напротив, ние сме борбени до крај. Затоа и се вративме во лигата. Сега престојува еден сосем нов циклус. Други екипи, какво е твоето очекување сега? Сега, за летната лига, тројца играчи заминуваат, нови тројца доаѓаат, во топ 3 да бидеме, тоа ќе биде супер. Па од оваа лига каде што игравме ние сега во втората лига во Гоален, во Пиета што беше зимската лига, има можеби еден фантастичен играч во италијанскиот тим во кој што се боревме последното коло. Сега да не кажам напаѓач, поради тоа што е мал фудбал, five a side, тоа тука сите трчаме, сите работиме како еден, така да нема некој индивидуално да се издвојува. Еден напаѓач, да кажам, еве ќе се изразам повторно, напаѓач, и уште еден имаше многу страшно добар српски играч во нашиот исто друг ривал Спартанс, со тоа што мислам дека би можеле дури во првата лига да парираме на топ 2 исто така српски екипи, каде што ќе се сретнеме наредната сезона со нив. Сега во новата лига, во првата лига кај што ќе бидете и таму имате српски екипи. Две екипи. Дали се тие најопасните? Најопасни. Они се две најопасни, има исто така една малтешка екипа, исто така многу опасна, кој што игра, они стигнаа во купот до четвртфиналето, ние до полуфинале. Од кој што испаднавме од прва лига екипа, односно ортодокс српската екипа. Кога ви почнува лигата след? Наредна лига почнува некаде почеток на октомври. Зимска лига, а во меѓувреме имаме летна лига која што почнува некаде за 25 дена, така од прилика. Се зависи од организаторот како ќе биде.
летна лига ќе биде малку подруга од зимската лига. Ќе биде во исто така во две лиги, по 8 или по 10 екипи. И тука исто така ќе се бориме за најголем пласман, како што рече Владимир, во топ 3 да бидеме. Ќе биде феноменален успех за нас. Кажем, како ќе се подготвувате лето? Па за лето, да ви кажам искрено, спремни сме. Доаѓаат тројца нови играчи од Македонија, добри играчи, стварно добри играчи доаѓаат од Македонија. Така да ќе го зголемиме кадарот на играчи и мислам дека ќе бидеме многу подобри, посилни, ќе бидеме исто посилни на тие позиции каде што кажа Владимир. Дури јас сум оптимист, мислам дека и ќе бидеме во топ 2 екипи. Да не претерам да идеме на повторно на трофеја. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Сакам да ги поздравам групата зајаѓачи од Берово. Секоја чест за нив, поздрав и нека настават само со зајаѓањето. Да го поздравиме најпрво нашиот спонзор, кој што помогна во многу работи за оваа лига, ни направи, да кажам, мајци
Исто, значи тој поздрав до превоз Дејан Трпевски од Македонија, исто така и поздрав на капитенот газдата од Ѓоргиос од Слиема, кафич ресторан е тоа во Слиема, кој што исто така помогна за дресови и сега сме во изработка за новата летна лига и наредна зимска лига, малце како покомпактна и поголема екипа ќе бидеме со новите заседлувања што ќе дојдат. Сакаме да направиме нешто малце на погорно ниво, со тоа што сакаме да направиме тренерки за сите и да бидеме како вистински тим, кој што вистински представници на нашата татковина, да кажам, во странска држава, како да се изразам. Тоа исто така да ги поздравиме навивачите на последната утакмица кои што беа со нас, односно нашите понишни половини и сите роднини кои што беа таму и кои што не бодреа. Да им се заблагодарам за се кои што беа со нас целата сезона. Се надевам дека ќе бидат со нас сега и во зимската лига, и во летната лига, па во зимската лига. Со тоа што ќе дојдат повторно да се радуваат на нашите успеси. Ги очекуваме во поголем број. Да, ги очекуваме во што поголем број. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Сега ќе направам скок од темата која што ја имавме, фудбалската, да се префрлам на оно што е интересно и атрактивно како информација во изминатиот период. А се случуваат интересни работи овдека на островот. Идеовме на самиот крај. Останува уште да проследите што беше аут и ин во изминативе 7 дена, а што се однесува до фудбалот кој што постојано на крај го оставаме. Знаете, шампион стана Хибернијас. Имаме уште простор за да видиме кој ќе влегува, како ќе влегува, кој ќе излегува од првата лига, тоа ќе го видите наскоро и ги очекуваме нормално квалификациите за Лигата на шампионите, Лига Европа и Конференцијската лига овдека на Малта. Бидете ми во добро здравје, ако имате план да дојдете летово на одмор, планирајте си, но да не повторувам со оние дестинации кои што ви се сигурни. Имате прекрасни авионски летови со Ryanair од Солун, многу добар лет, многу ефтин лет, користете го тоа. Не оставајте на случајот и да не знаете дали ќе полетате од Скопје или не. Тоа го кажав. Значи, бирајте ги сигурните дестинации и ве чекам, се гледаме. Ride me the boat.
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.